Од денеска активни се огласите за мерката обука за стручни квалификации според барања на работодавачите, како и за стручни обуки според барања на работодавачите, информираа надлежните од Центарот за вработување во Куманово. Според раководителката Марија Димитриевска, согласно оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за годинава, во текст се и други огласи, како што е за напредни IT вештини, но и огласи за субвенција на плати и за мерката обука кај познат работодавач преку ИПА програмата. Во тек е и огласот за напредни IT вештини. Значи тука се опфатени програмите кои што се однесуваат на делот на управување со бази на податоци, програмски јазици, програмски пакети, како имаме тука и обуки за дигитален маркетинг, за графички дизајн и за WordPress. Сакам да искористам оваа прилика да ги повикам младите невработени лица до 34 годишна возраст, кои што сакаат да стекнат или да ги надополнат своите знаења од областа на информатиски технологии, да дојдат во Центарот за вработување, да поднесат пријава за учество во оваа мерка. Ова е начин за да тие станат поконкурентни на пазарот на трудот, затоа што свесни сме сите дека знаењата од областа на IT технологија се доста, вештините од област на IT технологија се доста барани во моментот на пазарот на труд. Исто така во тек е и огласот за субвенција на плати преку ИПА програмата. Тоа се целна група на оваа програма е вработување на лица кои што користат гарантирана минимална помош. Работодавачите, доколку се заинтересирани за учество во оваа мерка, можат да аплицираат заради креирање на нови работни места за лица корисници на гарантирана минимална помош. Преку ИПА програмата е отворен се уште огласот и за мерката обука за познат работодавач, каде што исто невработените лица во период за 3 месеци можат да стекнат конкретни знаења, да добијат соодветна обука на соодветно работно место кај конкретен работодавач и по завршување на истата обука работодавачот е должен 50% од лицата кои што биле на обука да ги вработи во работен однос на неопределено работно време. Со оглед на ковид кризата, годинава имаше голем интерес за објавените мерки во март месец, кои со огласи беа реобјавени минатиот месец, посочуваат надлежните, додавајќи дека сепак за невработените кумановци се уште најатрактивна мерка е самовработување со грант. Најголем интерес имаше за мерката самовработување со грант, каде што невработените лица имаат можност својот проблем на невработеност да го решат со отварање на своја собствена фирма. Имаме 298 апликации за оваа програма. Огласите се затворија, реобјавувањето на огласи се затвори во петок, минатиот петок, 28 мај. Исто така голем интерес имаше и за мерката практиканство, каде што невработените лица имаат можност за период од 3 месеци да се стекнат со практични знаења, вештини, со практично искуство во реални услови кај работодавачите и по завршување на таа практична работа да добијат сертификат дека поседуваат вештини и знаења за одредена област која што ќе ги направи поконкурентни на пазарот на труд и ќе им го олесни наоѓањето на нивна соодветна работа. Исто така, доста голем интерес имаше и за мерката субвенција на плати. 132 работодавачи изразија интерес за учество во оваа мерка и поднесоа пријави, а во практиканството, заборавив да кажам, 175 работодавачи изразија потреба да обучат млади невработени лица до 34 годишна возраст за одредени работни места. Надлежните подсетуваа дека за време на учеството на невработените лица во програмите и мерките за подготовка за вработување, работно ангажирање и економија на грижа, истите ги користат истекнатите права од социјална заштита и правото по основ на невработеност. Правото за учество се определува врз основа на условите и критериумите дефинирани за секоја пооделна програма, како и врз основа на основни принципи кои треба да се почитуваат при имплементација на програмите, односно справување со негативните ефекти и последици врз
пазарот на трудот и вработеноста предизвикани од пандемијата на COVID-19, принципот на диверзитет и инклузивност за сите општествени категории во приватниот сектор согласно правичната и адекватна застапеност, како и поттикнување на рамномерен регионален развој.